И јас останувам на ставот дека треба да одиме на редовни избори. Тоа е нашиот став. Постојано во континуитет си во овие 2 години и месец дена, која имам честа да бидам председател на владата, стојам на тој став. Брзи избори, предвремени избори, видовме до каде ја донесува државата. Зошто? Заради политички калкулации. Ако одиме есен на избори, ова есен ќе остане истата влада, отприлика со истите партиципиенти. Што ќе направиме? Овој неповторлив и драгоцен период за македонската економија ќе го унаказиме, ќе го уништиме, заради тоа што тој период и апсолутно нема никакви други причини за да не носиме максимална посветеност и одговорност кон државата и интересите на нашиот народ. Релациите со ДУИ се одлични. Јас верувам дека овие денови ќе ги постигнеме консензусите околу важните прашања. Пред се работи за кадровски решенија со кои што се разговара и верувам дека овие денови ќе превршиме. Како што реков, околу средината на јули намерата е навистина да завршиме со кадровските решенија во извршната власт. На лидерската средба ние номинираме 3 теми, но може и лидерот на опозицијата, лидерот на втората поголемина политичка партија во власта, господинот Зијадин Села од албанската опозиција, секако имат право на лидерската средба да номинират и нови теми за дневен ред, за кои што на основа на аргументи ќе разговараме. Лидерските средби треба да се користат за се кое што е важно за било која од партиципиентите на самите лидерски средби, заради тоа што сите сме представници на граѓаните, така да јас очекувам да ги разговараме сите теми. Еве, го кажав нашиот став по повод предвремени парламентарни избори. Ако требаше да се оди, ќе одевме заедно со претседателските избори. Така да баналните прашања дека некој бара предвремени парламентарни избори или некој друг не дава, апсолутно се надвор од било каква дебата, посебно за одговорни политичари пред народот и пред државата.